На 5 септември започна манифестацијата Ѓурѓовденски обичаи и песни и ора во организација на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Манифестацијата започна со игри во населбата Оризари, но секако почитувајќи ги сите мерки за заштита и превенција од коронавирусот. Продолжува во Зрновци, а ќе заврши на 12 септември во Оризари со настап на оркестри. Оваа година нема да настапат фолклорни групи, туку само оркестрите, истакна Александар Тошев, претседател на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов. Проектот веќе започна во саботата со традиционални игри и обичаи во Оризари, во рекотекот на река Масалница и со неколку фотографии во самиот клуб. Проектот исто ќе продолжи утре со спроведување на традиционалните игри во Зрновци, со игрорната група од Зрновци на вокалниот ансамбл Љупчо Сантов. Потоа, на 12 во Оризари е предвиден еден мал концерт со неколку оркестри од Кочани и Радовиш, Струмица, со што на еден начин ќе биде одбележен самиот проект. Исто така, на лице место ќе биде прикажана и традицијата, односно сукањето зелник и биењето на маслово и матеница во бути. Поради пандемијата предизвикана од коронавирусот, намален и бројот на учесници оваа година, а се очекува да настапат оркестри од Кочани, Струмици и Радовиш, а од странство ќе учествуваат оркестри на Младинскиот културен центар Босна Арт од Стиеон Полје, Грачаница, Босна, културно-уметничко друштво Игало, Херцег Нови, Црнагора и културно-уметничко друштво Медвеџа од Трстеник, Србија и културно-уметничко друштво Младост од Босилеград, Србија. Проектот е финансиран од Министерството за култура, општина Кочани и од приватниот сектор.